Добар ден, добро утро, добро вечер. Каде и да сте, од великиот прекрасен север, од најјужниот дел на најсеверната земја на Земјата топка. на земјата топка, сигурно, дефинитивно, а може би и во Северна Америка. Добар ден, почитувана публико. Еве како што ветивме, ова е 76-тото издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија. И вечерва малку ќе поразговараме за конвојот на камионџи кој што се упати од Британска Колумбија, некаде од Ванкувер, ја премина целата трансверзала, трансконтиненталниот автопат и сега веќе трети или четврти ден како го окупира главниот град Отава и веќе почнуваат да се покажуваат некакви резултати, меѓутоа има и уште еден друг настан кој што се случува тука, за кој што помалку се слуша, а тоа е еден друг конвој на камионџи, а сега им се придружуваат и фармери во Алберта, кои што блокираат граничен премин помеѓу Монтана и Алберта, односно помеѓу Соединетите американски држави и Канада. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, вечерва мој соговорник ќе биде Петар Петровски. Добро вечер, што би се рекло. Добро вечер и добро дојде. Еве, значи, како беше, некаде на 15 или на 17 јануари оваа година, значи пред две недели неполни, стапи на сила ново правило во однос на поминувањето на границата помеѓу Канада и Америка. Мислам дека тоа правило веќе беше на сила за, условно речено, за цивилни патници, меѓутоа тогаш беше од 15 или 17 јануари веќе и секој камионџија кој што пренесува стока, значи кој што патува службено, мора да има потврда за вакцина. И камионџиите многу брзо во рокот околу недела дена се организира и започна конвој кој што немаме точно представа колкав е, меѓутоа имаме представа дека е прилично голем. И она што е уште поважно е дека конвојот уште повеќе од својата физичка сила има некоја сила на мотивирање и на кревање на како вика тоа, кревање на совеста, на свеста на луѓето за она што се случува во Канада. Тука ние веќе во Онтарио и Квебек, цела Канада, веќе ние сме со малку построги мерки, не сме баш Австралија, не е баш ни родното место на Адолф Хитлер. Меѓутоа сме подолго време сме веќе со посериозни рестрикции. Веќе од септември тука имаме вакцина пасош за користење на ресторани, на теретани, одење во театар, во кино. Значи, оние кои се невакцинирани се повеќе и повеќе стануваат анатемисани и го добиваат статусот на каури од Турското царство. Би сакал да се надовршам малку со тоа во врска со тоа што го кажа. Веќе во Квебек пред да настанат овие протести на камионџиите, на автопревозниците, премиерот на Квебек Франсуа Лего даде еден предлог закон да се вакцинира тие што не се да се одначуваат со посебен данок. Со посебен данок. Значи буквално со каурски данок. Со каурски данок, што би се рекло дервишме, данок во крв. Да. Во Онтарио некои политичари се качи, како да кажеме, се качи ја прифатија таа идеја. Само отидо на некои предложи да не им се дава медицинска помош на невакцинираните, што предизвика голем револт кај полно луѓе. Да. Она што е интересно за конвојот е дека и дел од
организаторите и голем дел од оние кои што се во протестот се вакцинирани. Што би се рекло според номенклатурата, се целосно вакцинирани. Да. Еве, ова се некои слики и твитови од Британија. Како изгледа Отава. Оно што знаеме од прилика е дека конвојот сега имаше различни информации. Има некои цифри дека околу 50.000 камионџи пуштувале. На некои места имаше информации дека конвојот е должен дека е 70 на километри. Некои луѓе велат дека конвојот поминувал 2 до 3 часа покрај нивното место. Сега, ајде да видиме прво која е трансверзалата која што ти помина. Значи, ова е ова што гледаме во црвено е трансконтиненталната трансверзала. Има две паралелни. Ајде да тргнеме од овдека. Да. Трансконтиненталната железничка пруга, која што денеска е и пруга и автопат, е многу има големо значење за Канада како држава. Книгата, биографијата на нашиот основач Сер Џон Александар Макдоналд, кој што во 1876 година малку како оној скечот со Џо Гуштеро и со Џо Гуштеро кој бил со Гоце Делчев кај Тито да ја бара Македонија да ја даде. Ова е навистина Џон Макдоналд како еден од бројните представници на шкотската нација во Канада, кои што впрочем се едни од основоположниците на оваа држава, ги организира канадските политичари и поднесуваат барање до кралицата на Британија, кралица Викторија, за не баш за независност, не баш за самостојност. Канада фигурира како доминион. Автономна, може да кажеме едноставно автономна покрајна во рамките на британското кралство. Да. Сега, оригинално Канада била населена во овој регион тука што го оцртувам, значи Атлантскиот регион, Ньюфаундленд, Лабрадор и Нова Скоша, Принц Едвард Ајленд, значи овие островите на Атлантикот, Квебек, кој што е воглавно француски, меѓутоа тука има многу шкоти, и денеска ова што се нарекува Онтарио, меѓутоа на времето тоа било Горна Канада. Значи, во времето на формирање на Канада имаме Горна Канада во Онтарио, грубо на територијата на Онтарио, и Долна Канада на територијата на Квебек и Атлантските провинции. Горно и долно се мисли по текот на реката Свети Лоренс, на Сент Лоренсовата река, значи тоа е овие 5 големи езера се изливаат низ реката која што мислам дека не е баш на границата, туку баш што иде по оваа трансверзала овдека и се излива во Атлантскиот океан. Денеска тука има еден цел систем сличен на системот на Панамскиот канал. Ние го викаме Сент Лоренсов канал и баш тука во нашата местност помеѓу двете езера Онтарио и Ири има исто така еден систем на сега како се каже на македонски, овде на англиски ги викаме брави, меѓутоа тоа се впрочем како базени со кои што бродовите се искачуваат по планина. Идејата на Џон Макдоналд е да направи од тогашна британска Северна Америка да направи една нација. Сега, како што рековме, главно концентрацијата на населението е била во Атлантските провинции до големите езера. Меѓутоа, имаме повеќе од половина од континентот останува празен. Нормално,
со известни населенија на домородно население. Меѓутоа, во однос на нас колонистите, овој дел на Канада останува празен. Тука во средината се прерии, значи буквално е рамно како тепсија, што впрочем е случај се до од тука некаде од Квебек, се до средината на Алберта. Воглавно се е тепсија. Во Ниагара, од тука од Ниагара на нагоре, накај на наваму, се издига Ниагариската висорамнина, која е околу 650 км долга, а на највисоката точка своја е околу 300 метри. Значи, зборуваме за една ниска висорамнина која што се протега и сето друго е една горе-доле една рамница, се додека не дојдеме во Алберта, каде што започнуваат Карпатите. Да. И тука започнуваат и оние минерални богатства, шумски богатства, едно друго. Значи, од тука, од средината на Алберта, па се до крајбрежјето на Пацификот. И, значи, сега имаме една ситуација каде што најголемите богатства на Канада се распространети помеѓу на двата брега. И идејата на Џон Макдоналд е да направи што? Една нација од едно море до друго море, а всушност му беше оригиналната идеја, не прво беше железницата да се изгради, тоа трансканадската железница, Транспасифик Релве, мислам дека тоа беше. Второ, ама со цел да му беше да ги обедини раштраканите северно-британски колонии што денеска се викаат Канада. Да. Значи, оригиналното население на Канада е, како што рековме, во Квебек и дел од атлантските провинции претежно се французи. Остатокот, значи тука по Лабрадор, Нова Скоша, самото име сугерира дека се тоа шотланѓани. Меѓутоа и надолу, односно во горна Канада, накај Онтарио, Торонто, па и накај прериите, тука исто така имаме големи населенија, шкотски населенија, и тука главно улиците, булеварите, автопатите, сите се на мек. Да. И потоа што имаме на средината на Канада е мощне, сурова и негостопримлива. Тука нема планини кои што би можеле да го заштитат континентот од влијанието на Северниот пол. И сега, например, Торонто е некаде на географска ширина на Врање или на Ниш. Ниагара, водопадите на Ниагара се на географска ширина на Куманово, Скопје. No. Меѓутоа, ние денеска е прв топол ден, прв ден со температури над нула, после колку 2-3 недели веќе имавме на нон-стоп температури од минус 15 степени. Имаме снег до колена и сега повторно се очекува бура утре. Значи нема никакви планини тука кои што би го заштитиле прериите од таквите северни влијанија, и овој дел на Канада е бајаги негостопримлив. И затоа тука во 20-тите и 30-тите години се населувани украинци кои што претежно бегале од комунизмот. Така што средината на Канада има големо украинско население, и потоа веќе кога одиме на западниот брег, таму зборуваме за услови многу слични на Калифорнија. Интересно е што има тропска прашума во Ванкувер и дури и северно од Ванкувер. Што тоа е веќе зборуваме за некоја ширина што е повторно некаде со Хрватска, географска ширина со Хрватска, Австрија дури, а тука нема зима, само во планините има снег. Камо сеќа. Да. Тука. Да. Сега, значи, после 30-тите години имаме различни бранови на имигранти во Канада. Значи, Канада е една држава каде што имаме многу големи мешани на народи.
Има нормално од Балканот доаѓање во раните 20 и 30 години, има португалци, италијани. Потоа од 70-те, 80-те години на наму имаме многу источно азиски населенија, што од овие од индискиот полуконтинент и подконтинент, и се повеќе имаме и од Кина. Но оваа трансверзала, континентална трансверзала е она што, впрочем, е рбетот на Канада и ја прави Канада некаква заедница. Тоа е она што ја поврзува Канада економски, тоа е она што ги поврзува канаѓаните на некој културен начин, и покрај тоа што Канада има мощни големи и различни субкултури. Нешто има во оваа трансверзала што на сите нас не поврзува тука. Да, па и самата железница прво ја поврза источниот брег со западниот брег. И тоа овозможи првата унија на Канада во 1867 година, кога законот за британска Северна Америка беше усвоен од англискиот парламент. Пред овој конвој, значителен настан кој што се случува на трансверзалата е обидот на Тери Фокс. Тоа е еден канадски спортист кој што има изгубено својата десна нога и во 80-та година се обидува да истрча маратон низ цела Канада, користејќи оваа трансверзала. Накратко, по неколку недели му трае патувањето, 143 дена со претрчани 5000 километри, меѓутоа не го завршува маратонот, но неговиот подвиг се слави до ден денес. Јас би рекол дека Тери Фокс е своевиден секуларен светец за Канада. И повторно, тука клучен е тој автопат, тој трансверзален автопат. Не само автопатот, туку треба се напомене дека на автопатот воедноставно го представува духот на Канада. Да. Несоборливиот дух. Дека ќе навладееме природата, ќе го навладееме се, за да успееме. Да. Тоа е впрочем тука. Значи, имаме еден подвиг во самото градење на таа трансверзала и сега го имаме овој подвиг на Тери Фокс во 80-та година да ја претрча, да ја истрча цела Канада од еден крај до друг, и денеска ги гледаме камионџиите како и тие ја користат трансверзалата и ја обединуваат Канада. Не се знаеше колку ќе има поддршка, колку отпор има за политиките на власта што ги спроведува тука и федералната и републичката власт, меѓутоа и секако ако се пратат вестите, ако се пратат монтираните сондажи, се добива впечаток дека има огромна поддршка ваквата политика. Да, па мислам затоа сега овој протест е еден вид на подвиг за будење. Да. Не само кај политичарите, туку кај народот и кај обичниот народ. Да. Сега, она што ми се допаѓа е што имаме тука камионџи со камиони, имаме и камионџи луѓе едноставно кои се придружуваат со лесни коли и со камионети. Ова е од Сабота вечер во Отава. Што гледаме, свирката е оружјето со кое се користи, сирената со кое се користат протестантите, како и символите на Канада.
доколку не се извршише оваков еден подвиг, немаше да знаеме колку има поддршка за односно колку има противење на политикиве на Џастин Трудо и на републичките премиери. Не знам точно колку е вкупниот број на луѓето. Знаеме дека во Отава немаат влезено сите камиони кои што тргнаа таму. Она што го слушаме дека бргу после откако навлегле првите камиони е направен периметар од страна на полицијата и сега за сега воглавно се држат другите камиони, не можат да влезат во градот. Има 2 или 3 земјоделски фармерски полиња кои што локалните фармери им ги отстапуваат на демонстрантите да можат таму да се паркираат и едноставно да се организираат. Вчера слушнав една изјава од еден од организаторите на протестот дека успеале во текот на ноќта, благодарение на маглата која што паднала врз Отава, да прошверцуваат уште 80 камиони во периметарот. Слушаме дека има огромна солидарност од самите граѓани. Значи сега имаме вакви. Еве и ова е граѓанин на Отава. Hey, fuck you! I lost my mind because I haven't slept in 5 fucking days! It has to fucking stop. The honking will continue until freedom improves. Simple as that. Simple as that. Fuck you! Fuck me? Fuck you. Join us. Get out of my fucking... Дечкиве свиркаат со сирени по 10 минути на секој пола час и тоа им е нивното оружје, бидејќи Отава е како Скопје, уште повеќе. Во Отава малте не само живеат административци и луѓе кои што се или изберени политичари или кариеристи политичари. И сега дечкиве решаваат на тој начин малку да им го скиселат животот. И кој што гледате има веќе некои... Па во право се бидејќи животот на обичните ганаѓани веќе е скисен за последниве 2 години. Да. Сега она што е друго, што е позитивно е дека имаме една огромна солидарност од страна на луѓето кои не се политичари во Отава, Да. кои што нудат, ги отвараат своите домови на камионџиите, на демонстрантите кои се таму, им ги отвараат своите домови доколку им треба туш, доколку им треба да се исперат, доколку сакаат да преспијат во стан. Слушаме постојани извештаи како им се доставува храна, како им се доставува. Вчера имаше луѓе кои што носеа канти со дизел. Да, мислам дека полицијата беше сработуваше ги пропушти тие луѓе да донесат гориво на камионџите. И тоа е сега големата работа тука, што полицијата малте не само се труди да не дојде до некакви инциденти, особено да не дојде до некакви подметачини. Да. Антифа да не им се вметнат на демонстрантите, меѓутоа нема никакви апсења. Обидите да се влечат камиони со пајак, со шлеп служба пропаѓаат, бидејќи шлеп службите не сакаат, сите се јавуваат дека се болни од ковид. Да. И меѓутоа тоа не ги обесхрабрува овие откачените левичарски градски советници во Отава, кои што секој ден се натпреваруваат кој ќе даде поглупава идеја во однос на справување со демонстрантите. Вчера предлогот беше да се одреди казна од $10 милиони за штетата што ја нанеле на Отава. Јас не гледам според моје мислење да демонстрантите не прават никаква штета, освен штета што би има право да бидејќи со канадскиот устав правото на протест е загарантирано. Да.
И сега не знам дали ќе го видиме тоа на некој од овие видеа, мислам дека го нема да биде тука. Меѓутоа, ете имаше едно обвинение дека демонстрантите сквернавеле споменици, дека вандализирале јавна, како ќе се каже тоа, јавни имоти, јавни работи. Сквернавењето на споменик беше на статуата на господинот Тери Фокс, му беше ставена капа со канадско знаме, му беше замотано канадско знаме како шал и му беше ставена ковид маска. Да. И тоа трудовците, кои што трудо се уште е во бегство, се уште е на скриена локација. Да, зашто за сега тој е премиер во не знаеме каде е. Да. Сите знаат дека не е во Отава, каде е никој не знае. Да. Тоа го карактеризира како сквернавење на споменици. Да. Во однос на графитите, јас видов дека демонстрантите пишуваат графити на банкини од снег. Не. Значи, до толку се грижат за својата земја овие луѓе. Имаше изјава на шефот на полицијата на Отава дека досега нема приведено никого. Да. Се уште нема приведено никого и нема единствено што може се каже дека што другите медиуми како CTV News, Global и CBC зборат дека е започната криминална истрага, ама се уште се нема потврдена таа вест од страна на шефот на Отавската полиција. Да. Единствената вулгарност која што може да се забележи тука е се за знамињата, бајраците, транспарентите, Да. кои што му препорачуваат на Трудо да Си даде оставка. Па добро, малку е повулгарно, ја го гледаме, да се секса самиот со себе си. Да. Меѓутоа, тоа е границата на вулгарноста. Да. Тоа е границата на расизмот, тоа е границата на сексизмот, тоа е границата на исламофијата и сите други напади кои што ги изрекува господинот Трудо. Па, мислам дека Трудо во неговото прво обраќање во понеделникот што помина, Да. ги нарече дека се расисти, ксенофоби, што воопшто е малце не е во ред во страна него како премиер, бидејќи во тој конвој не се само англо-канаѓани или франко-канаѓаните. Да. Денеска се случи, падна и првата жртва на овој конвој. Дали сакаш да кажеш што се случи со конзервативната партија? Да, денеска пана првата жртва, лидерот на опозицијата на Ерин Отул му беше изгласана недоверба од страна на неговите пратеници. Против него гласале 73 пратеника, кои биле за него гласале 45 пратеника. Според некои аналитичари, ова е само беше одлуката на Ерин Отул да го, како да кажеме, да го маловажи протестот, за тоа што им каже дека, знаете, јас ќе зборам со вас, со камионџиите, ќе ви давам уште информации околу вакцините, дека треба да се вакцинирате, дека треба ова да направите, она. Само ја прелија чашата и кај членовите на конзервативната партија, посебно кај пратениците, и тие му понесоа барање за да му се гласа доверба во парламентот. Значи, падна лидерот на конзервативците, падна лидерот на опозицијата, овдешниот Квиско. Да, бидејќи самиот Ерин Отул направи, мислам дека едно се разбереме, ова беше денешно неговото однесување
неговите перцепција за конвој за слобода, само беше последна капка што ја прелија чашата. Тој направи многу грешки за време на изборите, за време на изборната трка во изминатата година. И после тоа некако си кажа, знаеш, ние ќе му дадеме слободно да што да прави Трудо без да го предизвикуваме озбилно. Основниот проблем со Ерино Тул, кој што ја продолжи на некој начин, само ја влоши политиката која што ја водеше претходниот лидер Ендрю Шир, а тоа е една политика, јас не би рекол ни на центризам, туку политика за комплетно носење на партијата во лево. Значи, дефинитивно, може би ако зборуваме за консервативната партија на Канада, може да зборуваме за времето на Харпер, кој што почна и водеше кампања како десничар, владееше како десно од центар десно центар, а двата лидера после него ја дефинитивно ја префрлија партијата на лево. Да. И сега таква е политиката во Канада, тука работите одат полека, меѓутоа одат некако сталожено. Овде има една, во планинарењето има една изрека, slow is steady, steady is fast, slow is fast. Значи, бавно е сталожено, сталоженото е брзо, значи бавното е брзо. Да. Значи тоа е некој си менталитет што го имаат канаѓаните во однос на, посебно во однос на менување на власти, во однос на тоа како ги прифаќаат конзервативците. Да. Поради тешката кампања која што се води овдека, како во образовниот систем, така и во медиумите кои што се претежно во раците на државата. Имаме еден државен медиум и другите мејнстрим медиуми се субвенционирани од државата. Посебно од времето на Трудо. И сега, значи, Човеков сосема ја пренесе партијата на лево. Во изборнава кампања која се водеше минатава есен, тој малте не се бореше со Трудо да се покаже кој е поголем трудовец од Трудо. Па да, и тоа неговата политика, неговите изборни, неговото водење на кампања, само ги натера полно доста многу членови да ја напуштат конзервативната партија или воопшто да не излезат да гласаат. Да. Многу гласачи се префрлија кон Народната партија, на чии што основачи сме ние, дел од основачкото членство сме и ние двајцата. Меѓутоа, канаѓаните, како што реков, тие сакаат полека, но сигурно, му дадоа повторно многумина, едноставно со закукан нос гласа за Ерино Тул и за конзервативците, затоа што канаѓаните не се склони на ризикување со нови партии, меѓутоа еве колку му истрае тоа. Значи тој ги изгуби изборите и во никој момент не настапи како една вистинска опозициона партија. И еве, сега во прв момент на еден притисок што го изврши народот, тој падна. Сега, интересно ќе биде да видиме што ќе се случува понатаму. Дали ќе падне Трудо, дали од внатре, дали либералите ќе го бутнат како што го бутна Ерино Тул неговите, или можеби ќе се случи некаков, не верувам дека ќе има недоверба на владата, меѓутоа и ништо не се знае во вакви моменти. Да. Овој протест, извинувам само што овој протест, не знам што ви јавува таму. Јас сум убеден дека демонстрантите имаат доволно ресурси, пари, имаат логистичка поддршка и како што реков, има солидарност од населението, да можат да издржат, тие викаат 2 до 4 години дека може да го истерат тоа. Па денеска, од пред неколку часа, на новата бројка на соберени донации 10 милиони. Да. Така што дефинитивно има и пари и способност.
Ај на брзина сега да го продискутираме и ова дефинитивно не верувам дека се слушна за. Инаку доколку сакате да добиете малку по реални вести, Citizen Free Press е еден агрегат кој што прибира вести од сите страни, меѓутоа тука можете да најдете и многу вакви твитови од сигурно луѓе кои што се банирани 5-16 пати, па мораат да настапуваат со некакви анонимус профили. Меѓутоа во Алберта паралелно со конвојов што отиде во Отава, преку викендот една група на камионџи од околу 100 камиони, некаде мислам дека се вкупно, ја блокира граничниот премин помеѓу Алберта и Манитоба. Мисли Монтана. Монтана, се избирам Монтана. Монтана е во Америка, Алберта е во Канада. Имаше некои обиди да се разбие блокадата. Што всушност станува збор е дека федералната што стана со тој обид е дека прво федералната полиција, RCMP или Royal Canadian Mounted Police, канадската конечка полиција, почна да бара да се јавува во шлеп служите низ во околијата на Куц, Алберта, каде што граничниот премин, и да бара дали некој ќе дојде да им помогне да ги трнат шлеперите, камионите. На тоа сите одговориле дека не сакаат, не сакаат да се има прво ги поддржуваат протестите, а на друго не сакаат да се имаат проблеми со местноста во каде живеат. Па на крај крајава тие се нивни муштери. Да. Камионџиите се нивни муштери. Сега ако тие влезат во конфликт со нив, ќе си ги изгубат другарството. Сега значи ова како што рече имаше еден обид за разбивање на блокадата со тоа што овие пикап, односно камионети со црти со линии на страните, тоа се полициски, а овој без ништо со знамиња, тоа е еден од демонстрантите. И сега ќе видиме како се разбива блокадата од страна на селјачаните. Видите, Бразилата имаше една снимка каде што според илюструвањето на снимките од Western Standard, тоа е една новинска агенција од Алберта, покажа што се случува. Федералната полиција збореше со демонстрантите пријатно, не се кара, не се тепа, не им вадија пистоли, полицајците. Едноставно во се беше поменато преговора и се беше во мирен тек, се беше во мирна природа, немаше толку, немаше тепање, немаше агресивност, да се каже. Се добива впечаток дека полицијата која што исто така не сака да се вакцинира задолжително, се добива впечаток дека тие еден како е имплицитен начин тие соработуваат со би се може да каже дека е точно, бидејќи синдикатот на канадската конечка полиција, тоа е RCMP, на сојузната полиција, кажа дека тие се против задолжителна вакцинација. Исто тоа важи, исто тоа кажа и синдикатите на сите медицински синдикати на медицинските сестри во Канада, по територија од провинција до провинција. Ние па ги се случи да во Алберта и во Онтарио ги отпуштат сите медицински сестри што не се вакцинирани, па ги вратија назад на работа. Да. Бидејќи има како кажеме дефицит на персонал. Да. Инаку ова е вебсайт, доколку сакате да добиете реални вести околу Канада, се вика rebelnews.com. Во собственост на Езра Левант, кој што е ветеран во канадското дисидентство. Тој е адвокат од Алберта, кој што веќе
ние живееме тука 22 години, цело време знаеме За него. Има емисии овде онде и сега во последниве 6-7 години веќе тој си го управува овој портал. Порталов не само што е еден одличен извор на вести и на коментари, тој им секоја година барем 2 до 3 пати во годината и врти персонал на периферниот персонал на млади новинари, активисти, граѓани новинари што ги викаме ние овдека, на кои што им дава прилика да прават своји емисии и да се пробиваат, и потоа тие обично се откако ќе го надминат она што може да го направат кај Езра, си отвараат своји портали. Меѓутоа, многу важно е што овој портал, овој сајт функционира како едно езгро за јадро за активност, односно не за активност, туку за активизам. За активизам. Значи, преку rebelnews.com се собираат пари за тужби против државата за било што, посебно кога се во прашање сега овие рестрикции, инаку тој голем борец за слободата на говор, и се помагаат известни луѓе кои што имаат судир со државата, и така натаму се подпишуваат петиции, така што ова е една одлична идеја што би може некој да се обиде да ја практикува во Македонија. И во главно, како што реков, rebelnews.com, доколку сакате да се информирате малку точно во однос на оно што се случува во Канада. Јас ако би можел да предложам еден портал кој го следам, од Алберта, малку претежно дава вести од албертанскиот објективот на Алберта, тоа е Western Standard. Standard.com, да. Во собствеништво на еден од, исто така беше прво во конзервативната партија, па го отстранија од конзервативната партија. Само момент. Не, види, само напиши, изгуглирај Western Standard. Окей. Да. Еве, ово е... Значи, westernstandardonline.com. Да. Прво се извинувам за ова за ширење на лажни вести. Да, значи тука можете да дојдете до стори околу она што се случува во Канада, особено во западните предели, предиите Алберта, Манитова, Саскачуван и Британска Колумбија до некаде. Одлично. И тука можете да следите посебно оваа ситуација што се случува со камионџиите кај границата. Ова е една многу битна работа и не знам докаде ќе се оди, меѓутоа она што овие во Алберта го покажуваат е дека не мора да се оди на Отава. Доколку сега, она што се развива како само да го покажеме и реакцијата на Комунистичката партија на Онтарио, која што вика дека представата во Отава навистина е само се работи за ултрадесничари кои што бараат профитите да се стават пред здравјето на сите. И тие ќе се обидат да го покажат лицемерието на овие крупни буржоази и великопоседници. Всушност станува збор за камионџи кои што се воглавно мали оператори, мали бизниси, малостопанственици и шофери кои што работат во фирми. Она што го покажува случката во Алберта, и односно ако ги составиме двете работи, Отава и Алберта, во Отава демонстрантите се обидуваат на секој начин да бидат кооперативни. Да. Значи, тие можеа да ја затворат цела Отава, се решија да затворат, мислам, две главни улици.
тука нема булевари како например што е партизанска или трета македонска ударна бригада во Куманово што се големи во градовите обично има улица, авении се повеќе. Значи тие две главни улици што се во Отава се блокирани комплетно. Се оди со еден, да кажеме, еден психолошки тероризам од страна на демонстрантите со свиркањето на сирени. Меѓутоа, тоа се работи исклучиво во дневните часови, можеби и вечерно, не сум сигурен, меѓутоа претежно мислам дека се работи во дневните часови и не се оди по секоја цена да се комплетно да се затвори градот. Да. Значи сега Отава веќе има проблеми, например Амазон веќе има проблеми со доставки и едно друго, меѓутоа целта на камионџиите не е комплетно да ја затворат Отава и да ја направат како да кажеме комплетно под опсада, зашто можат и тоа да го направат. Да, едноставно би може да го средисат, што би се рекло, да го средисат од Тава. Да, од сите страни да ги затворат сите главни прилази и да нема дотур на храна, на пошта, на ништо. Тие одбираат да прават да им го отежна животот на овие кои што живеат во Отава, меѓутоа не да им го загрозат животот. Да. Алберта, тие соработуваат со полицијата само до минималните прописи на законот, за да не можат да бидат осудени или апсени, да не можат да бидат обвинети, односно апсени под обвинение на обструкција на сообраќај, на оние, како се викаат, есенцијални услуги, значи да можат неопходни услуги за да можат да се движат коли низ границата ако треба да пројде, не знам, така што има некаков сега за сега функционира некаков сообраќај и возила за итна помош, такви работи да може да поминуваат, меѓутоа поминуваат и колку може сообраќај да поминува низ една лента, ти имаат ослободено по една лента. Да. Меѓутоа овдека мислам дека пораката е многу поголема. Затоа што во Алберта 100 души ја затворија границата. Помошта која што ја добиваат од локалното население, од фармерите, од другите малостопанственици, се покажува како непремослива пречка за властите. Да, бидејќи едно е да имаш камионџи кои бунтуваат. Да. Да немаат никаква помош од мештаните. Овдека мештаните, бидејќи на мештаните им е загорчен животот од безбројните рестрикции, мерки, наводни превентивни мерки, што треба сите да ги слушаме, а оне што не ги дава тие мерки не ги почитува. Да. Па баш сега ми тегна состаникот на Western Standard, на новината Western Standard, го снимаше Джейсон Кени со дрон каде заедно со уште неколку со некое друштво правеле свечен ручек на врв на кровот на еден хотел. Сега за нас тоа е, како да кажеме, банално, ама бидејќи тоа во тоа време беше издадено, каже рестрикција, издаде нова мерка во Алберта дека готово, не може вие да се движете во ресторани ако не сте вакцинирани, затвораме се. Треба да ако едното важи за нас, треба да истото важи за тебе. Да. Значи, како што реков, овдека сиве досегашниот тек на демонстрациите, на протестите, на конвојот, овој во Отава и овој другиот во Алберта и се повеќе символички и праќаат една порака. Ние сме навигнати да ги гледаме камионџиите, земјоделците, возачите на тоа шиновозачите или како се вика во Франција и во Грција, како секое лето во најубавото време на годината тие одат на штрајк. Да. Како што реков, во најтоплите предели на Канада изминативе месец дена немаме видено
температура од над минус 5 степени. Еве денеска е прв малку така потопол ден, меѓутоа се очекува нова снежна бура преку ноќ и повторно да бидеме завиени. Значи канаѓаните ова го прават во најстуденото, најтешкото, кога условите се најмалку им се наклонети за овакво нешто. Како ќе одиме према пролет и лето, условите за вакви обструкции и демонстрации стануваат се подобри. Да. Така што ќе мора да се прерачунаат властите докаде ќе сакаат да го тераат ова. Мене воопшто не ме изненадува реакцијата на Џастин Трудо. Многумина канаѓани се изненадени од неговата тврдоглавост и од неговата миопичност, како не сака воопшто да погледне, да се стави себе си во туѓа кожа. Едноставно тој рече, јас не се согласувам со вашата кауза и нема што да преговарам со вас. Што е апсурд. Апсурд. Ти си политичар, ти си лидер на државата. Сечија кауза е твоја кауза. Да, па на тоа заменикот лидерка на конзервативната партија Кендис Берген, како и други луѓе од опозицијата, кои не се во парламентот, а се на провинција, се во професионалните партии, му замери тоа на Трудо. Ти како премиер не можеш да бираш со кого ќе се сетнеш. Да. Значи, тоа е отприлика да заокружиме емисијава. Ова сега што се случува не е така малечко, не е така беззначајно. Тоа што Трудо не сака да преговара со нив, тоа ништо не значи во овој момент, бидејќи сигурно тие луѓе не се летнале од таму од Британска Колумбија од Алберта да возат 4 или 5000 километри, да дојдат до Отава и да бакнат врата и да се вратат назад, зашо Трудо им вика нема да преговарам со вас. Луѓето го знаат, посебно овие кои што се против Трудо го знаат каков е, знаат дека тој е тврдоглав, колку што е глупав, толку и тврдоглав. Знаеме сите дека тој нема така лесно да попушти и веројатно ќе биде или ќе го запартали, ќе го исфрлат, или неговата партија ќе му изгласа внатрешна недоверба, бидејќи и таму има, како и во сите партии, си има струи превривања. Вице-премиерката Кристија Фриланд веќе со години се му го мерка местото. Таа, впрочем, и се обиде да му подмете неколку скандали во предвечерието на минатите 2 изборни циклуса. Сите оние слики со Трудо, со црно лице и сите други работи кои што излегува за него, излегуваат од нејзината кујна. Таа е малку поблиска со Сорос. Фамилијата Трудовци се малку по-независни, меѓутоа тие се поврзани со Кастро. Впрочем, Кастро му е веројатно и нелегитимниот татко на Џастин. Поврзани се со Кина, многу голема улога има Кина односно Канада во однос на внесувањето на Кина во меѓународната заедница. И нормално си играат малку под маса, флертуваат и со Сорос и со Брисел. Трудо сака да биде обожаван од Брисел и од европјаните. Меѓутоа и Кристија Фриланд има нејзини врски, така што ќе има дворски игри во либералната партија, а ќе видиме сега што ќе стане со конзервативната партија, бидејќи реално е дека ќе барем времениот лидер ќе биде некој малку потака бесно куче, бидејќи тоа е пораката која што и ја добиваат и ова буткање на Ерин Отул од неговата лидерска позиција наговестува дека ќе се оди со малку поагресивна политика, така што се е можно во идниве 3, 4, 5 недели сигурно, може би подолго. Јас не верувам дека ќе истрае, дека ќе се оди толку долго, бидејќи пораката која што камионџиите испраќаат е дека тие можат да направат многу поголема штета, многу повеќе, поголема опсада дали на Отава, дали на Канада, можат да блокираат премини, можат да блокираат автопати,
дефинитивно ќе имаат поддршка од фармерите кои што имаат голема опрема, ги има многу на број. Канада е малте не поделена 50-50 помеѓу урбано и рурално население. Така што допрва почнува. Ова што се случува сега оваа недела, да не ве лажат лажните вести. Јас не сум така убеден дека ова така брзо ќе се реши. Дефинитивно не верувам дека луѓево ќе се спакуваат пашкулите и ќе се вратат назад. Мислам дека дури не добијат средба со некој представник на власта, дали ќе биде тоа сегашниот премиер Трудо или новиот премиер кој ќе биде привремен, времен, вршител на должност било каква, тие ќе добијат средба. А впрочем, дека има резултати, дека ова враѓа посериозни резултати од овие кои што до сега ги спомнавме. Провинцијата Саскачуван, која што е во центарот на Канада, една од прериските провинции, најави дека до крајот на месец февруари ќе ги симне сите провинцијални рестрикции, вклучително и корона вакцина пасошите. Па истото се нешто Израел го нанова изјава кој доаѓа од Квебек Сити, од неговата престолнина, е дека ќе ги нема да ќе трнам идејата за одоночување на невакцинираните граѓани. И последно нешто што тие сакаат да знаеме е дека било какви тргања на рестрикции, било какви тргања на овие сертификати, не е производ на демонстрациите, на протестите на конвој. Така да знаете дека тоа ако ќе се деси, ќе биде исклучиво поради тоа што овие толку бистри, многу големи лидери ја донеле науката на основа на светата наука. Исто така би сакал да се надоврзам со на работа. Еден од пишувачите на канадскиот уставен закон од 1982 година, познат како Charter of Rights and Freedoms, поднесе кривична тужба против канадската влада во Врховниот суд. Да, така ќе има допрва започнува борбава, меѓутоа оваа зима ќе се заврши со корона до крајот на зимава, на календарската зима се надевам, дека ќе дојде крај на сите овие глупости и дека ќе можеме повторно да почнеме од рана пролет да почнеме кон реизградба на нашите општества. Ви благодариме на вниманието, благодариме што имате информација час со нас. Да поздравуваме со двете открита канадски легенди, Боби Баджикензи и лидерот на групата Раш, со нашиот канадски поздрав. Ќе го пара одиме на